немам спремен говор, ама точно знам каде ќе ги потрошам овие пари ако ги имам. За толку пари би ги реновирала центрите за ментално здраве и психијатрските болници. Толку пари јас би вложил во Битола, или во Прилеп, или во Берово, или во Крива Паланка, или во Пехчево, или не знам каде. Слушнав дека децата се најголемото богатство во Македонија. И слушнав дека децата заслужуваат внимание во Македонија. Слушнав дека децата се нашата иднина. Затоа им го стави овој карусел на децата, а за тоа време ја укина Комисијата за ретки болести, која требаше да има фонд за деца со ретки болести. За толку пари да им помогнала на сите оние доктори на науки кои сакаат да изведат своји дела, а не можат поради недостаток на финансиски средства. Би ги дала по таа намена затоа што има многу деца што им се потребни средства за да се лекуваат, а не да бараме хуманитарни акции да собираме по 100 денари. Тоа ни е потребно за нашите деца. Не знам, мене ми е жално кога имаме скапи барокни фасади, а под нив деца дишат лепо. За толку пари би развила и имплементирала едукацијски програми за психолошко советување и ресоциализација на ризична група на адолесценти, или како што милуваат да ги викаат, деликвенти, наркомани и така натаму. Значи, тие пари можат да се потрошат исклучиво само на тоалетите и на санитарните чворови во државната болница. Има уште милиарда работи за кои требаше оваа влада да инвестира, наместо да ги прави овие камења овдека околу нас. И последната, се надевам дека нема да ме затвора за ова, но за толку пари би имплементирала програми за родителство, бидејќи лошо родителство потикнува проекција на лични фрустрации и идеи на грандиозност.